Расте бројката на невработени велешани. Потврда за тоа има на официјалната интернет страна на Агенцијата за вработување. Загрижувачки, па дури и алармантно е што во февруари и март дури 164 граѓани останале без работа. Бројките кажуваат дека на крајот од јануари имало 8908 невработени лица со живеалиште во градот, но по само 2 месеци последните податоци велат дека таа цифра оди до 9072 граѓани. За да биде појасно, тоа е како во тој период клуч на врата да ставиле 3 средни предпријатија со по 50 и повеќе вработени. Пораст на невработеноста, освен во градот, се бележи и во целата општина Велес, каде вкупно невработени се 13.091 лице. Овие бројки кажуваат дека економската слика се влошува, најави за инвестиции има, но реализација нема. Последниот случај е пред неколку дена, кога наводно индиски бизнисмен ја посетил општината за да ги разгледа можностите за инвестирање. Голем пораст на ова поле општината доживеа пред нешто повеќе од 1 месец, кога германската компанија за автомобилски делови Дрекселмајер го избра кавадарци пред Велес за изградба на фабрика во која е најавено дека ќе се вработат 4000 лица. Од тогаш и покри повиците, главно на опозицијата, градоначалникот нема објаснето како Велес ја загуби трката по инвеститорот. Наместо тоа, Петров беше во посета на Хрватска. Здравствениот дом во Велес е лидер во државата по процентот на имунизација на децата од предшколска и школска возраст. Над 98% од децата од градот и околината веќе се вакцинирани. Дел од нив се вакцинираа во диспанзерите, дел на терен. Денеска превентивните служби акцент ставија на децата од ромската населба во градот. Вакцинацијата се спроведува во рамките на Европската недела за имунизација. Целта на ова недела е активно барање на сите оние деца што во текот на годината не доаѓале во континуитет и родителите не ги носеле да бидат вакцинирани, како и на оние деца кои уопште не доаѓале и не се евидентирани во нашите дневни евиденции дека треба да добијат вакцина. Значи, Министерството за здравство спроведува, ја спроведува ова европска недела на имунизација заради сеопфатност на сите деца кои досега не биле подложени на редовна имунизација и уопште не биле вакцинирани. Европската недела за имунизација трае од 21 до 27 април. Се спроведува по 7 пат под мотото "Заштити, спречи, вакцинирај". Неделава вакцинирани се 120 деца од градот и околните велешки села. До крајот на неделата ќе бидат офатени и децата од поодалечените населени места. Сите планирани деца ги успеавме да ги фатиме, што навистина е право чудо, заради тоа што не секогаш децата се наоѓаат на местото. Меѓутоа, понататаму продолжуваме во далечни села, Горно, Долно Јаболчиш, Тутани се уплан, бидејќи тоа се села што се 50 км оддалечени од градот и што има некои деца неевидентирани, пак и тие домови ќе ги посетиме, ќе ги вакцинираме. И морам да нагласам, значи, волјата на луѓето да соработуваат со нас, да бидат вакцинирани нивните деца, бидејќи од некогаш и од разни причини не успеале да ги донесат децата, не биле таму кога ние сме доаѓале во текот на редовното вакцинирање, меѓутоа со оваа кампања, со ова анимирање на ова европска недела ќе ги известиме луѓето дека ние сме таму меѓу нив и која е важноста од редовната имунизација. Вакцинацијата е задолжителна. Родителите на децата кои нема да бидат вакцинирани ќе се соочат со парични казни. Ќе добијат или ќе загубат на квалитет студентите и матурантите од Велес со решението на Министерството за образование да укине дел од дисперзираните студии и на нивно место да бидат отворени други. Од владеачката партија се убедени во позитивноста на одлуката. Анализите на надлежните покажале дека пазарот на трудот ги преферира новите насоки кои од наредната учебна година ќе се отворат во градов. За учебната 2012-2013 година, со кој во Велес се предвидени нови студентски програми. Индустријско инженерство и менеджмент од Машинскиот факултет во Скопје, сметководство и ревизија од Економскиот факултет во Скопје, студии за преработка на храна, модул енологија и модул лозарство од Факултетот за земјоделство, наука и храна во Скопје,
а остануваат и постојаните студии по информатичка и компјутерска техника од Техничкиот факултет во Битола и студиите на Техничко-технолошкиот факултет од Велес. Овие дисперзирани студии имаат повеќе слободни места за упис. Се предвидува нови бруцоши да има околу 680 или 150 повеќе од сегашните. Ново отворените студии ќе има возможност на идните студенти од Велес, без дополнителни трошоци во својот град, да се запишат на едни од најбараните студиски програми на соодветните факултети. За потребите на новите студиски програми, надлежните размислуваат за промена на локацијата на факултетите. Вела дека јавно не сакаат да шпекулираат додека работите целосно не бидат завршени. Сепак сите сигнали упатуваат на тоа дека студентите од идната учебна година ќе ги користат просториите на некогашниот хотел Вила Зора. Хуманоста во Македонија се покажа на дело. Парите од продадените билети за утрешниот надпревар меѓу ракометните клубови Металург и Вардар Про ќе бидат наменети за 4 братчиња од велешкото село Сълб. Приказната за тешката судбина на Никола Спасе, Александар и Филип ги отвори срцата на хуманите луѓе. Можеби билетот за надпреварот кој чини 100 денари за некого не значи ништо, но за овие деца значи многу. Хумани луѓе, организации и здруженија се јавуваат во редакцијата на Канал 21, на кој било начин сакаат да им помогнат на браќата. Наскоро и Општинската организација на Црвен крст ќе спроведе хуманитарна акција за овие деца. Но ќе им го решат ли трајно проблемот парите собрани на надпреварот и останатите хумани акции, или пак можеби ова ќе ги поттикне надлежните институции конечно да се заземат и да им го решат проблемот на децата. Или тие и понатаму ќе продолжат со магари и воз и зиме и лете да патуваат до училиште во 21. век. Ракометарите на Борец обезбедија опстанок во Суперлигата. Тие и во наредната сезона ќе настапуваат во најелитното друштво. Теоретски опстанокот е обезбеден вчера на надпреварот против Металург Јуниор со победа на домашен терен во спортската сала Гемиџии. Конечниот резултат по средбата гласи 26:18. Бројките на семафорот сепак не ја кажуваат вистинската слика од надпреварот. Тој беше тврд, неизвесен, нервозата беше присутна кај двете екипи. Велешани само благодарение на искуството на одредени поединци и поддршката од над 500 љубители на ракометот при крајот на средбата направија недостижна предност. Посебно треба да се истакне Игор Тодоровски, кој беше носител на играта, но и голманот Душан Крстевски, кој имаше неколку клучни одбрани. До крајот на сезоната Борец може да ги загуби сите останати надпревари, но епилогот нема да се промени. Од клубот повторно истакнуваат дека се многу задоволни од големата борбеност и желба која ракометарите ја прикажале на теренот. Делувале многу сплотени. За наредниве денови најавија пресконференција на која ќе биде сумирана целата сезона, која се покажа како премногу бурна и изненадувачка, но сепак со добар крај.